Расте бројот на пациенти со стомачен вирус, а пациентите се жалат и на вртоглавица, омалаксаност и повраќање. Како што соопштуваат од итната медицинска помош ТИП, најчесто лицата доаѓаат во тешка здравствена состојба, бидејќи се лекуваат во домашни услови со лекарства на своја рака. Периодов пациентите најчесто се жалат на главоболки, вртоглавици, омалаксаност, а особено е зголемен бројот на пациентите со стомачен вирус, со чувство на гадење и течна столица. За жал, многу често пациентите доаѓаат доцна откако се целосно исцрпени и немаат енергија. Во летниот период исто така имаме и пациенти кои што имаат убот од инсекти, како и пациенти кои што имаат труење со храна. Во моментот дел се третираат во матичните служби, а дел на инфективно одделение во клиничка болница Штип, во зависност од ситуацијата на пациентите, соопштуваат од итната медицинска помош Штип. Од итната медицинска помош апелираат на големо внимание, особено да се почитуваат препораките на Министерството за здравство и Центарот за јавно здравје. Апелираме граѓаните да ги почитуваат препораките на Министерството за здравство, како и Центарот за јавно здравје, особено лицата со хронични заболувања, редовно да ја пијат својата терапија, да внесуваат доволно течности, од 9 до 18 часот да не излегуваат на жештините, доколку се приморани тоа да го прават со носење на светла облека, очила, капи и шешири. Доколку лицата имаат било какви промени со здравствената ситуација, апелираме веднаш да се консултираат со матичните лекари. Апелираме и до сите учесници во сообраќајот да не консумираат алкохол и да се придржуваат до сообраќајните правила, додаваат од итната медицинска помош. Инаку од утре се очекува исто така и пат на дневната температура која ќе се задржи до сабота. Од недела кон понеделник се очекува повторно високи температури. Со оглед на промените, лекарите и понатаму алармираат на почитување на препораките, бидејќи температурите може да придонесат за влошување на здравствената ситуација.